Има мали деца, бебиња на раце со жени. Да, види. И они истото го работат. Истото го и они просат. Исто. Секоја година ги алармираме надлежните органи дека крајно време е преку конкретни мерки да се реши проблемот со децата на улица. Овие деца се генерално деца кои што не одат на училиште, не пратат настава, ја имаат испуштена како резултат на немањето соодветна документација за упис. За еден проблем да се реши треба да се знае колкав е, но и каква е неговата структура. Во Македонија нема точни бројки на деца кои питачат и мијат автомобили по улиците. Никаква помош нема од државата. Ништо нема помош од државата. Значи, секој ден е истото. Бараме тука пари од луѓето. Некој дава, некој не. Некој те плюка, некој те брка. Така е тоа. Министерството за труд и социјала проценува дека секој ден околу 200 деца се на улица, меѓу нив се и малолетните деца и бебиња на нашиот соговорник, кој како што велим, тој така растел, така растат и неговите потомци. Ги има, значи многу, секој ден се тука децата. Има мали деца, бебиња на раце со жени. Да, види. И они истото го работат. Истото го и они просат. Исто. Да се преживее, мора, што да правиш. Од држава нема. Децата како деца. Така се снаоѓат, ќе питат некои пари, ќе заработат некои пари, ќе одат ќе купат нешто за јадење. И така ќе преживеат. Членот 201 од Кривичниот законник предвидува од 1 до 10 години казна затвор за лица кои наведуваат деца на питачење, но статистиките покажуваат дека изминатите години скоро никој не одговарал за вакво дело. Малолетни деца и бебиња, полуголи и боси, на сонце, дожд, снег, екстремно ниски и високи температури. Се честа слика на крстосниците и улиците не само во главниот град, туку и на територија на Македонија, без разлика која политичка структура е на власт, а која во опозиција. Од канцеларијата на Народниот правобранител потенцираат дека мерките кои државата ги презема за сузбивање на појавата деца на улица не го даваат потребниот квалитет. Ние и претходно во нашите посебни извештаи кои што ги подготвуваме како резултат на согледување на состојбата со деца на улица, укажуваме на тоа дека не е доволно да се одземе детето од родителот и да се смести во некое друго семејство, установа или слично, туку е потребно да се отиде многу подлабока. Тоа е да се работи со семејството, да се работи со детето, да се овозможи генерално на семејството да живее живот како и секое друго семејство. Тука зборуваме најчесто за семејства кои што се или неписмени, или се со многу ниско ниво на образование, семејства кои што во најголемиот дел се без средства за екзистенција и единствен извор на приходи им представува помошта што ја добиваат од државата. И токму во такви услови, ако не се работи со семејството, ако не се укаже, не се запознава, не се информира, не се едуцира за тоа што значи родителско право, што значи родителска обврска за грижа на детето, кои се последиците кои што понатаму ќе ги има врз него како родител, но и за детето генерално, за неговиот правилен раст и развој, ние секогаш ќе се соочиме со такви едни состојби и затоа сметаме дека треба системски да се реши овој проблем. Првата детска амбасада Меѓаши е на ставот дека штом овие деца поголемиот дел од времето го поминуваат на улица, е доказ за негрижа и од страна на надлежните институции, кои треба да ги вклучат во редовниот образовен процес и само така да се надмине долгогодишниот проблем. Секој дете кој што ќе биде вклучено од најмало или нозе во образованието, значи едно дете помалку на улица. Овие деца се генерално деца кои што не одат на училиште, не пратат настава, ја имаат испуштена како резултат на немањето соодветна документација за упис или може да има други нели причини, но тоа не треба да го гледаме како завршена работа и без разлика што веќе поминале одредени години, децата се на 13-14 или повозрасни, треба да им се обезбеди нели да го надокнадат сето на знаење и основа која што ќе им биде потребна за понатака во животот, како друг метод за долгорочно решавање, исто така згрижувачки служби, затоа што денеси кога ќе се постапи од страна на центарот и на полицијата ќе бидат згрижени, но дали доволно ќе има ресурси за да останат на долгорочно нели да го стегнат сето она што е загубено е знак прашање.
На ниво на град Скопје моментално функционираат двадневни центри кои на деца од ризик им пружат дневни услуги како исхрана, поддршка во личната хигиена, учење на животни вештини, подготовка за воспитно-образовниот процес. Истовремено, во овие дневни центри се работи и со родители на овие деца, со цел социјална интеграција во средината каде што живеат, информираат од Министерството за труд и социјална политика. Сепак, децата и бебињата на нашиот соговорник, кој скоро 3 децении питачи и мие стакла на автомобили, и утре повторно ќе бидат на улица, дури и на 40 степени Целзиусови, трчајќи од еден до друг автомобил за парче леп.